Добар ден на сите, благодарам за присуството. Денеска сме во Прилеп во рамки на кампањата за локалните избори. Можам да кажам дека очекуваме се случат промени во Прилеп. Имаме прекрасна советничка листа која што очекувам да освои мнозинство во Советот. Тука со нас е носителот на советничката листа, а исто така имаме исклучителна личност за кандидат и иден градоначалник на општина Прилеп, кој што заедно со советничката листа и со мнозинството во Советот ќе ги направи промените во Прилеп. Навистина овие 4 години се 4 години на уназадување, 4 години во кои што не видовме реални проекти во Прилеп, 4 години на економско опустошување и на многу лични интереси. Минатата година на парламентарните избори граѓаните на општина Прилеп дадоа јасна порака до власта, затоа што власта изгуби во општина Прилеп. Но наместо власта да се менува, власта продолжи со истите кадри во општина Прилеп, продолжуваат со истите стари кадри. Така, например, директор на Тутунскиот комбинат е истиот човек кој што јас минатата година од овој площад го критикував дека зема 150.000 денари плата во услови кога тутунот се откупува по мизерна цена. Денес ќе имаме средба и со тутунарите. Директор на железници е истиот човек кој што беше минатата година, кој што претходно беше пратеник, Харило Квенец, а за кандидат за градоначалник го кандидат вечниот функционер од СДСМ, кој што е вечно на функција, Горан Сугаревски. Тоа се едни истрошени ликови, тоа се ликови кои што немаат што да понудат нити на Прилеп, нити на прилепчани, затоа сум убеден дека со тимот на советничката листа и со кандидатот за градоначалник ќе имаме убедлива победа, после која што ќе можат да се реализираат бројни проекти. Дел од нив беа претходно наведени, она што можам да кажеме дека ќе имаме силен фокус на Прилеп, затоа што после локалните избори очекуваме промена и на владата со ново парламентарно мнозинство. Пред се, тука е огромниот капитален проект за автопатско поврзување на Прилеп. Знаете дека Прилеп градско беше долго време стопирано од причини кои што се уште се необјасними за сите нас и не добивме релевантен одговор зошто се прекина да се гради експресниот пат. Приоритет за нас е автопатско поврзување на Прилеп како со градско и Велес, односно главната магистрала на коридорот 10, исто така и со Битола и на тој начин со грчка граница и со Охрид и со коридорот 8, така што Прилеп да стане и она што реално е центар на Македонија, да се развива стопански пред се, а и во сите останати дејности. Благодарам, сега појдете со прашање. Вака сега спомнахте и железници, директорот на железници од овде, од Прилеп, Харило Квенец. Како го коментирате набавувањето сведе криза во железници на индиски ореви и виски? Видов во текот на вчерашниот ден објава на Бирото за јавни набавки, каде што директорот на Македонски железници, на фирма која што да знае јавноста 6 месеци касни со плати на вработените, објави тендер за набавка на обично виски, на виски стар од 12 години, не знам ни како ги знаат вака, како ги разликуваат, очигледно има добар вкус, па на индиски ореви, па на лешници, па на бадеми, па на фстаци, па на чисто чоколадо, па на чоколадо мешано со фстаци, па на чоколадо мешано со ореви, исто така очигледно добар вкус, што само го покажува дното кое што го има допрено, а тоа е дека нема никакво чувство за реалноста, нити има чувство на кој народ се власт во овој момент и кого представуваат, во услови кога возови во Македонија не возат, кога железничката инфраструктура е катастрофална, да одат со тендер за лешници, бадеми, фстаци, индиски ореви и 12 годишно виски, покажува колку забегали. И уште едно прашање, Европската унија веќе не се согласува за гаранција за членство на Балканот. Пишува Reuters, повикувајќи се на дипломатски извори, на 4 дипломати, внатре интерно од интерен документ. Ваш коментар околу тоа? Па ќе видиме како ќе изгледа документот. Следната недела има самит во Словенија, на кој што еве да најавам дека ќе присуствува и делегација на ВМРО-ДПМН, предводена од председателот на партијата Христијан Мицкоски, затоа што ВМРО-ДПМН е член на Европската народна партија. Европската народна партија ќе има клучна улога на тој самит. Така што треба да ги видиме финалните заклучоци, но има две работи кои што се факт. Првата работа е апсолутно има замор од проширувањето во пред се големи земји членки на Европската унија, но втората работа која што мислам дека недоволно се дискутира во сите балкански земји, е зошто е тој замор.
мислам дека треба отворено да зборуваме со луѓето. Замор од проширување има затоа што Македонија во случајов не напредува. Јас сум убеден дека нити Франција, нити Белгија, нити Холандија би имале проблем Македонија утре да стане земја членка на Европската унија, а не да почне преговори ако работите овдека се средини. Но во услови на 111 место за перцепција по корупција, во услови кога 4 години странски инвеститор не доаѓа во државата, во услови на уништено здравство каде што луѓе живи горат во болница, јас мислам дека е логично земјите членки на Европската унија да размислуваат дека сакаат да успорат со тој процес, затоа што Македонија не напредува доволно. И тоа е клучниот проблем, тоа е основниот проблем зашто Македонија не напредува. Македонија не напредува нити заради спорот со Бугарија, нити заради методологијата, туку заради корупцијата и заради нарушениот систем на владење на правото во Македонија и нарушениот социјален се извинувам, образовен и здравствен систем во државата. И некои земји од Европската унија размислуваат за укинување на безвизниот режим за источноевропските земји и за Западен Балкан. Ваш коментар? Видов дека Белгија размислува конкретно за Македонија, затоа што во моментов имаат голем наплив на барања за азил од Македонија. Сите знаат дека причини за барање на азил од Македонија нема, затоа што без разлика на ова ниско ниво на корупција и лоша медиумска слобода, сепак во Македонија нема нити војна, нити сериозна политичка криза, па за да има оправдание за давање на азил на жители од Македонија, така што сите се свесни веројатно во Белгија дека оние кои што бараат азил од економски причини. Повторно проблемот е внатре во Македонија и во оваа влада на Зоран Заев која што треба да падне, затоа што ако некој се решава да ја напушти Македонија и да оди да седи во азилански камп во Белгија со цел да чека азил во Белгија, значи дека не може да живее во Македонија, дека народски кажано му пукнал филмот, дека не може да врзи крај со крај, први со први и решава да ја напушти државата. Така што проблемот е пак внатре, проблемот е во Македонија, не е во оние држави кои што во случајов немаат визии, а би сакале да имаат визии во Македонија. Треба да се свртиме кон себе, да ги гледаме работите внатре и да ги решаваме внатре, во спротивно ќе бидат само полоши работите што се сега. Добро.